подкаст. Првото снимање подкаст број 1 во Македонија, најпопуларното, се надевам дека биде најдоброто нешто. Во Македонија почнуваме со риболовот, почнуваме на интернет риболов, почнуваме со телевизиско шоу, подкаст, сите луѓе опишување на риболовот, повозрастни, помлади, сите забави, авантури со риболовот, почнуваме многу интересно шоу. Па да видиме, Радован, повели. Ништо, добро вечер и од мене поздрав за сите риболовци кај да се наоѓаат бистро и голема почитка од нашиот гостин кој е еден од највозрастните и најискусните и мушичи, не знам, може би спинежи, ама помалку, а? Него Ѓорги, господин Ѓорги Занев. Да. Значи, јас сум Ѓорги Занев, во поблиското пријателство и другарство ме викаат Занка, по два основа. Една од основ е музиката, а вториот основ е риболовот. А што музика е? Јас сум член на джестриото, Скопско джестрио. О, маша. Да, кој е единствено и прво джестрио во 1968 година, има направено снимци во Радио Скопје со джез, начело со клавиристот Илија Пеовски, јас играв контрабас и бубневите Јове. Така. А вториот страст ми е риболовот. Број 1. Па може да се каже и број 1. Првите чекори во овој правец се од 1958 година. Значи кој да се роди ние, а? Значи, тогаш имав тетин еден, Стојан Ангеловски, кој што за време окупацијата, 1942 година, имаше кафанче, каши денешната мужички академија, тие кучиња се струшени, и имало си некој германец, кој што стално проаѓал низ кафанчето, мераклија на чашка, ке дошол кај него, ке пивне една-две чашки, па ке иде после на стара железничка станица да си земе пошта со ташњата и ке се врати, па на враќање па ке опне една-две-три чашки. И се расправале и некако разбрал дека тој Ханс се викал, дека е од Страсбур, и дека знае покрај германски, знае и француски јазик. Така поминале неколку денови, 2-3 дена, 5 дена, 10 дена, станала навика. И еден ден у таа сиромаштија, обично месец за ракија давале, бел граф со кромит, зејтин и оцет, да, зелена салата, зелка, ама не маштија голема, и еден ден, разбираш, седел овој го послужил со пржени рипшиња од белвица, како герици направени. Герици малички, испржени. И од тука искочил моабет, што е, како е, јас фаќам рибички, тоа ми е хоби, ова, она. Слушај, рече, ја ќе одам, Ханс му рекол, вика, слушај, ја ќе одам сега, ама тоа све со раци и со нози, како се разбира, Господ знае. Ке идам, рече, у Страсбур. Сите рибари се разбираме во светот, знаеш како, не ни треба познавање на странски јазик. Мимики. Так. И ке идам, рече, на 15 дена на одмор, вика, у Страсбур, и ке ти донесам на тебе марифети за да ме памтиш. И му донело таму една каталог за мушици, како се прават, што се прават, кои врсти на мушици, со кои конци, 42 година збориме. Му донесел плетен конец, марценализиран, тоа е такви биле конците, машинка една, најобична машинка, ама штапот не му го донеле, затоа што било забрането, пошто е војно лице, да носи штап, тоа личело на оружје, на пушка. Што глупости некој имало, правила некој. И тетин ми разбираш, сега седнал, учел тоа како правил, пошел сам да прави мушици, да тражи конци, да тражи ова.
па свилен конец на женски пазар на како се вика на бит пазар. Знајде се. Нема да пердови, најголем проблем било со пердовите. Значи треба да се најде црн петел со црна шија, да му од шијата да му се извадат перцата за да може да прави, башка други работи. И не е тоа толку важно, важно е дека човеков, разбираш, се влюбил во таа технологија, почнал да прави мушици, ама сега штап нема. Ево, денес, кај што е денеска, гранкото Скопје, кај што е, зашто сега како го викаат, не знам, доле беше една дупка и имаше две кучичиња. Во едната кучиња збоеше тети ми Стојан Ангелов, а во другата живееше Манасија Пајтонџија. Најдобар пајтонџија у Скопје. И покрај другото, тој имаше марифет, се шинеш, ќе ти наместа рука, нога, све. И му рекол, вика, али најголем мајстор бил да направи камшик. И му викал, вика, да ми најдеш некој дреново дрво, метари 60, метари 70, метари 80, колку кај можеш да го најдеш, да ми го исправиш, марифетлија, ми треба за рибелов, ама тенок да биде врват. Ке ти најдам. И така му направил, па му го направил со шари, тоа, не разбираш, тоа би било... Со сите солдати. Од кевлар плече. Од шпенагли направени се окца. Колку убави муавети, што не можеш да доловиш никогаш, значи никој не може да долови вакво нешто. Ова е само Види, ако ова сега не биде запишено, не знам дали некој друг ќе го преразне. Не може. Не може. Не може, не е запишано нигде. Ова може ќе биде и историја. Да, нема кој веќе вако нешто да ти образложи, нити запише, нити да ти каже. Од безопасни се направени, како се вика, окца. И со залепено тоа од оздола и така е почнато првото мушичарење во Македонија, веројатно и на Балкан. Франција била позната по тоа. Така, сега ја ќе те прекинам за една минута. Значи, првите записи за мушичарење во светот и во сите енциклопедии пишува дека се направени во Македонија. Во областа Македонија, не зборувам во сега. Така. Тогаш патописецот, како идел и ги попишува точно и трската и мушицата и дека македонците ловеле риби со пеги. Тоа веројатно пастрепките биле, нема. Значи, тоа е во сите енциклопедии за мушичарење отвори ги. Во историјата на мушичарење го пишува тоа, а ова уште пово, значи тоа е после ратот, пред ратот, тука. Ова е за време ратот. За време ратот, како. И одма после ратот. Да. Така е почнало тоа првото вежба. Моето прво составување со таа работа е веќе кога станав гимназијалец 957 година, 758 година и тете ми почна да ме зима мене на риболов. Умеѓу време дојдоа не знам дали се сеќавате, Ловец, продавница, кај Беба. Тоа беше единствена продавница која што имаше лов и риболов, немаше и со душа се чекаше нешто роба да дојде да може да се земе. Конци на метро, имате се до... Најлони, нема врска каква најлон, никаде немало најлон. Господин Ѓорги е од тие генерации вика дали се сеќавате, а јас не сум ни бил не барем ни во план. Значи за 57 година, а јас сум роден 81-а, тоа се разлики 2-30 години унапред назад, значи. Али убаво време, опишано мајсторски. Значи дојдоа трски како се вика од бамбус. Значи од тогаш ти влезе чевиева риба. Така е. Берако. Бамбус дојдоа трски и од Ловец земавме 2 трски бамбус, една за тетин ми, една за мене. Е сега, кај да одиме на риболов? Кај ќе одиме на Пчиња? Пчиња беше издашна река, чиста, безпрекорно чиста. Богата со риба, така. Богата со риба. А како ќе одиме сега? Тама автобус нема. Нема ништо, со точак. Ододе до Со тетин ми точак од он, ја од другиот тетин точак ќе го позајме, са бајле у 5 сат ќе тргнеме. Мерак. 2,5 сата, 22 километра до Катлановска бања ќе отидеме, ќе ги врземе точаците таму и од таму почнеме со риболов. До 6,5 сат. Од 6,5 сат назад. А што конци употребувате тогаш веќе? Плетен конец. А плетен. Само не постоеше друго. Најлон нема. Така.
сега на крајот, кад најлонот, кад не постоеше најлон тога, крајот метро и пол, идевме во Стара Чаршија, кај Јорганџиите. И тие има еден бел конец, многу јак. Тие јоргани што тие. Јоргани што да. Свинен конец што вика Да. ко свила. А тие ги носеа од Турција. Ги носеа и од нив позајмуевме и метро и 20, метро и пол ќе земеме и ќе направиме мушиците ќе ги зврземе и така сме фаќали. Сега тој мерциализиран конец имаше една обсобина да у вода кога ќе влезе на дапоте се насисуваше вода. Да, црноците. И Тонучи стана. и то тоне. Да. И сега што да правиме, како правиме, и тетин ми разбира што он беше голем познат човек, овдека се дружеше со него, многу луѓе. Му рекле, вика, бе, терпентин да земеш, ама најболја ти е бела свеќе од восок. Восок, да. Да го И целите конци со восок ги теравме, За да не тоне, а? за да не тоне. И тоа пред секоја одење, од вечерта ќе и натонеме, па мора да биде топличко малку за да може тоа да упие и така натаму. Тоа било Тоа беа циркузи. Али љубовта за риболов беше многу поголема. Тоа застана, тоа беше све до, па да кажеме, до земјотресот. 63 година. 63 година тоа престана малку, заради тоа што условите више не беа тие што... Добро, имаше ли други рибари во тој период или Мушичари немаш. А, Ние бевме, ја и тетир ми најстари и јас сум него. Тие не прашува што правите, што е ова, зар јаде рибата на ова. До тоа мерка. Таа техника непозната. Непозната. Дека никој ништо не правиш. Така. Други техники, се извинувам, нешто така да... Не, на вардар со риба, речемо, правевме На пливки. од како се вика, удици нема. Него ќе спенагла, па ќе направиш, како се направи, и кога ќе фатиш бојникот, ќе такнеш, го фрлиш у трава, за да го фатиш. Чај некој еден ќе фатиш, еден ќе избега, тоа е тоа. Така било. Да, без контри. Нема тоа реш. Сега, веќе после земјотресот, значи некаде 69 година, јас завршив факултет металургија, се запуштив у железара ко степендиста на железара и веќе беше, да кажам, се сменија, драстично се сменија условите, почна да доваѓаат нови каталози, почна да доаѓаат луѓе кои што биле во странство, носеа информации нови, све е ново. И за време од 69-70 година до кај 75-6 година познати у Скопје мужичари беа, еден, како се вика, од ФАКОМ и еден од Ѓорче Петров. Тој беше доктор. Ама имињата сум ги заборил, не може да кажам. А каде лове исто тие на пчиње? И исто не. Овој докторов мерак имаше на деде на Деварск. Не Дебрско, не постоеше Дебрско тога, чакај. Да, После Дебрско. Идеше на река. На Треск. Вардар. Така е. Горе. Он си идеше по Радик. По Радик. По Радик. И знаеше да отиде дури на тромеѓата измеѓу Македонија, Албанија и Косово, од тамо па надоле да се спушта све пешки. Он беше по тоа, а овој беше повеќе по езерата. Он си идеше повеќе со мушица на езерата, Васеркугла. А и Васеркуглата почна да излага. Така, и тоа, кога се појави Васеркуглата. Да, Васеркуглата. И беше интересно со тоа. Баш ме интересираше кој период се појава Васеркуглата. Да, така е, тоа е. И тоа е интересно исто така. Почетокот на 70-те години, ама веќе почнаа да доаѓаат најлони. Да, малце по-добри конци, шнурови, најлони. Леска тоа што се. И машинките се модернизира, не метални од оние што дека дојда малце поубави машинки со крцкалица, со Така. И
Првиот штап што го купивте што беше? Се сеќаваш? Даива. Да има беше? Даива. Од овде, од кај нас или? Од овдека, од кај нас. А блинкерскиот штаб, што го имав, е 79 година бев у Јапан, носев група на обучавање, месец дена бев таму и таму добив поклон, значи Фуджи се вика стапот, така пакуван, тока негде, баш ташњарски, блинкерски штаб, без макара, без орша, само стапот, ставен во кадифена, како се вика, опаковка, па тоа во пластична опаковка ставено, па тоа, после тоа во торбичка најлонска да се стави на рана. Таа даива, ме разбираш, ме изгореа, дома влегоа краци и дам ги оставиле трските, даивата, фуджито и другите трски што ги имав за риболов, петпетарски, тоа е чудо беше петпетарски да имаш трска. Све е тоа украдено. Сега тоа битна. Од тогаш навака, значи, технологијата идеше напред, све помодерна, почна се појавуваат дека имаат машинки за праење на мушици со менгеме. А пред тоа со какви почнавте да со рака. Мушици, какви Да, правите? и јас донесов сега овдека Но пресил. неколку мушици од тогаш праење Од со тоа рака, време. од тоа време. Директно Ѓорги Занев, у негово време, директно, мушици лајв, Еве, добро. Значи, времето кога веќе почнувал да прави собствени. ова е сега една, да речеме, мушица, која имитира, како се вика, мува. Ова е мушица што имитира, Оса, не. како се вика, како ги викавме тие под камењата што ги вадевме, чаури, чаура, па ларва што викавме. Тоа е тоа тука. Ова е такозвана бела мушица, тоа навечер кога летаат белите мушички походи. Како еднодневки. Така, тука, така. Ама ова све, еве уште една, уште поубава. Да. Рачно изработен. Све е тоа рачно изработено. За да го изработите ова, треба да седнете да најдете конци. И пошто нема конци, сме оделе да у Тетекс да земеме тенка вуница, ќе ја платиме, тенка вуница, па со свеќа ќе ја трљаме, за да упие маснотија, да не, за да ја прави мушицата лесна, површински. да може да биде површински. Ете така. Површински, да. Све е тоа рачно правено. И втора работа. Исто така олова. Била мислена и нека у 50-тите години олово. Водоводни цевки. Ќе направиме една чаша метална со дршка, ќе ја загрееме, ќе исечеме од оловото, ќе ја ставиме утра, а у чаршија ќе одидеме кај терзириве да ни направат калап со жлеб, едно мушко и женско одозгора стаено, вака, ќе ги врземе со жица, ќе ги исправиме и после тоа лончето ќе ставиме боракс или сода бикарбона да се исчиста прљавштината за да стане меко ракото, ќе ја насипеме од оздола, ќе го оладиме, а претходно ќе ги измачкаме со вар и после тоа ќе излезе тоа како се една брачка долга, ќе сечеме парчиња, прилика 1 грам, поголемо, помало, со нож ќе ги засечеме да може да се отворат за да може да. Ете тоа биде техники. Со тоа сме се занимавале. Морало се зноја, да, секој. Да, тоа е страшна работа. Се вадат оловата, али... Ама љубовта била толку голема. Љубовта била толку голема да и сме жртвувале време и за тоа. После тоа го зашо се отворија продавници за риболов. Се оставија, се модернизираше све и више мушици нема што да правиш. Да, сега ги прават машински феноменално. Да, ама најголемо задоволство да уловиш на своја мушица. Тоа е веќе да, своја. Ја имам ловен едно време се занимавам така, баш мушичарење е кралица на сите рибарски спортови. Така.
Жичарењето е Тогаш имаше почеток. само скопска дозвола. Од тоа време. У тоа време. Имаше, постоje дозволи од која година отприлike се сеќаваш? Јас отколку памтам, значи тоа заборев да кажам, тетини беше работеше у театар, кинеше карти доле, им ги водеше сметки книгите на театарот, а волонтерски на Вардар друштво риболовно им ги водеше книгите. И го водеше сметководство. Да, со години. Светководите. Го знаеја него. И го знаеја дека тој е првиот мушичар у Македонија. И беше познат меѓу рибарите, нема проблем. Јас сум бил помлад, он бил возрасен. Така. Али он ги правеше книгите затоа што ако е риболовно друштво, имаше го рачуна како фирма да е, мора да се се отчита. Правно лице, да. Правно лице, да. Па така и сега така се. Да, веројатно е така. Тогаш Да, постоја се дозволи, се продаваат дозволи, кој ги даваше, се сеќавате? Плави беа, како картонче завиткано, со жик на Југославија. Како сега што се вои. Унутра име и презиме со рука напишано што казам и печат стајано, толку. Тоа Вардар ги. Али е важно, ревирот Скопски вулкан беше. Значи, од уливот на треска во езеро во Матка. Добро. Това, Матка, треска од до Вардар, Вардар до уливот на Пчиња во Вардар, скроз према Рајко, До некој, да, може. према Рајко, точно Рајко, ствари, Така. Зелениково Рајко, Така, тука. така. Лепенец од тунелите навака, затоа што да тунелите више као била погранична зона, не можевме да... Добро, не смеете да уловите, така. да? Тоа беше цел рибир на А Пчиња? И Пчиња Пчиња. Ама Пчиња. Сигурно спаѓало. Пчиња, разбираш како се вика, до денешната наплатна рампа за коливе што е, па доле е Пчиња доле, така не забрав како се вика тоа село да се питам. Добро, не е битно. И до тоа село, разбираш, до тука навага Пчиња до уливот во Вардар. Вардар. Па голем ревир. Тоа е голем рибир. Па и Така, имаше избор. а се сеќа колку отприлike чинеше дозволава, дали нешто се сеќава? Не знам, ја затоа не може да кажам, затоа тоа ја кај мене тети ми дека таму работеше книгите, ја имам без пари. Така, Да, За тие, како се вика. Ама за добри рибари За мора добри и да се рибари, да. И за почетокот на македонскиот риболов мора да се влече. После да Мора да се. имав ја бушичарка дам, и уште ја чувам. Она е малце потврда, али е добра. И мислам дека од сите што сум ги пробал трски специализирани за мушичарење, да ивата е најбољ. Девата ти направи најголем. Најголем. Па и сега е нај Па и сега е доста. И сега е сигурно. Да, Шимано да има. Дали се Сега- сеќаваш која мушчица ти беше прва што се јаста? Црна мува. Црна мува или мравка? Црна мува, тоа беше неопростива, како се вика, нема промашај со тоа. Со црната мува. Убитата. Нема промашај. Браво. И црна мува, разбира, со 12 удица. Со 12. Не е важна големината на рибата. Она која лапа све. Лапа, така. И што предржно ловевте? Клен? Пастрамка? Клен. Многу Дали ретко имаше пастрамка. пастрамка тогаш на Не, Пчиња, на не, Вардар? Не. Не, Бојник, вриеш. бојник. А дали имаш уловено случајно бојник на Да, имам уловено. Нема што не сум уловил со тоа. Белвица сум уловил. На Охридско езеро колку сакаш. Така. Стави 16 удичка. Да, Фрле тргни. Така. Меѓутоа, бојник сум уловил. Кркушка сум уловил. И тоа на треска кркушка сум уловил, ама тоа е удичките ги правевме отежнати. Да, за да Ќе идат ги под земе под ног. удицата, па ќе земе бакарна жица, а прво ќе ја одмотаме со бакарна жица да добие тежина, за да може се тркала по каменчињата Нимфа. као нимфа. Нимфа. И зимавме, да, од камењата ги превртуваме и гледавме какви се бојата на ларвите, зелена, зелени, да. и на тоа сме ги патиле, на тоа правиш. И на лице место може ги преш или не? Не. Од дома, тоа е све се. А дали после се кога се појави овие да кажеме менгемиња за вржување по она? Веќе 70-ти, крајот на 70-ти години све имаше све. Значи после 70 Да, и веќе почна конци да доаѓаат, почна ова да прават,
У Македонија не верувам дека толку многу било, али по Србија, Војводина, веќе сите почна да прават и Босна, да не забравиш. Босна се врни. Да, За прајање. кажува дека за И мушици... тие секој конец имаше тег и колку ќе мота, тап ќе осве тегот, ќе си остане конецот до тука, па со другиот мотаме, разбираш. Така. И има редослед на тоа цела работа, кој ќе стапне. Абе немаше лепак. Ние после моравме слепи да правиме слепи цврчиња на мушицата. Како осмис. За да може да обстане. За да не се одмота. Сега има лепкови 350, хапне му вако да Да, ќе се стабилизира. Втора работа, немаше удици за мушици со овца. И ние моравме да употребиме крапски удици, Да, крапска удица испод од 10 нагоре се. Нема помала, да. да, Нема големи бомба. ти беа за... Тоа беше мука. После тоа испаднеа едни жолти, како се вика, ја ги имам уште дома тие со овца, не разбираш. Меѓутоа тие разбираш што одговара за поднебје каде што да речеме може да одговори таму кај што се обесјавува камењава Белиска река, нали има камења Така. кои што се сјаат. Таму На тој терен- жутата одговара. А вамо на пчиње на ова... Значи, нема шанси. Нече да Затоа што песокот е каква боја? Така. Сива боја. Нешто, И нешто... Тоа е многу квалитетно. Неприродно нешто. Е, Квалитетот му е многу После битен. тоа од ларвите научивме дека ларвата не треба да ја влечеш да површина, уште помалце треба да ја влечеш по камења доле. Значи на средина, кој стримериње. Само на средина. Затоа што она е лесна. Она кога излезе од чаурата, кога се ослободи, Да, она излезе вода лепди. нагоре. Ако е доле, ќе можеш да ти уди бојник, може да ти уди Да. како се мрена, Све разбираш? петушка, да. Се случувало и тоа. Али ако иде по површина, разбираш, само пастрмка во моментот на паѓање, ако Ја ја зеја запаѓа. Чим падне се тура, само кленот може да паде. Ама кленот мора да биде негде на средина на... Но, Тоа беше... Значи, што е најбитно? философија. Што е најбитно да се пласира добро мушица, прво да падне мушицата, што е по На вас? каталогот од Тетинов, ме разбираш, Неговиот каталог. неговиот каталог што го добил од Страсбург, гледавме таму кругови, ме разбираш, на 3 места и покажано растојание измеѓу едно, второ, трето место, кругови цело време. И ние мислевме дека е тоа надпревар. Значи имало надпревар со мушицата да го погодиш тој круг да погодиш. Да. Не е тоа. Не било тоа, гледаш. И јас, знаеш, и викам на Тетина, ја француска гимназија учев веќе, дај нешто ќе го прочитам, нешто ќе најдам. И што најдовме? Не, тоа е, разбираш, вежбање на мушичарење. Колку треба да идеш, како да од прва да го погодиш правото место. Така, па и да и надпреварите И така. после имаше објаснување. На фрлање на мушица не од рама, Дракав. не од лакт, од Зглоб. зглоб. Значи, ова ти е само замовот, а фактички Значи, фрлањето е тоа. од книги учев ти самоуки сте биле. Ама пред- само уки бре, тумачевме, што значи Сликата е, да, и така. тоа. Тумачевме, доставна тумачевме. Страста таа голема. Тоа е така. Тоа е со мушичарење. Тој после тоа почна да се продава. Може се меѓу тоа ја останав со Дали им после со- преминавте на шнур, да кажеме на онај пластичен, да, конус, обавезно. Ете, тоа имам све. И што практикувате, што тоне, што не тоне? Не, пливајучки, ја Пливајучки, сакам да. пливајучки целиот. Значи претежно на површина Да. ловите. Не, аз само на треска сум со потонати сум фаќал, како се вика, да. А пастарката сум ја бркал само на површински, една радика, исклучиво само површински. Само површина. Само има беља. Ти не, со мушица не можеш да одбереш према големината Да, не играв. на улицата, дали ќе биде волкава или волкава. не играв да овак. Не игра улога. И сега ти ќе патиш 20 пастърнки. Од нив една или две ќе останат над 18 сантима што можеш да ги земеш. Така. Сте ловеле на повеќе води у Македонија? Да. Па највише сме воделе, значи радика, треска и горниот дел на треска,
Prema Македонски Брод на тоа. од Македонски Брод надоле. Да. Така? Тој дел до уливот на На Беличка, да, така. Пред Козјак сега да кажа. Пет Козјак. Сега Козјак е многу мал, тога беше многу скоро до уливот на Беличка река беше на 100 метра од Беличка река. Тој ревир многу сме го користеле. Пчиња највише. Највише пчиња од село Војник надоле. Значи веќе До према Паланка. Добрановци, што ти ја знам. Па тоа добар терен на И па и тоа е. Добро, дали се разликуваат тие води тогаш од води од пчиња сега? Не виде. Што се случува со води? Па, да, и тоа е замислите. битно, интересно. Вардар, ние под камени мост сме го фаќале бојникот. Плева. Едно до една риба, вака ги гледаш. Ова е бистер Вардар. И бистер плюс да. Бистер. Сега, откако се почна цементарата у како се вика у Косово Да работи. да работи, пчиња више престана да биде. Отворија уште две фирми Пескари. да вадат камења, Песоци. песоци, што ти ја знам лево десно. Пчиња фактички го лепенец го попрасти Вардар. Нема тоа 100% ви кажам дека е така. Мислите дека тоа е најголемата? Најголема, па ти денеска иди на Вардар, разбираш да го рибари колку сакаш, види колку риба фаќа. Не паѓа. Едно или две рибче. Иди па не дај Боже да седнеш да јадеш. Да, таа рибата. Втората работа е полог. Кога почнаа у полог да употребуваат пестициди и ѓавли песто, сите канти што ги користеше, продава Вардар. Да, и ги Ке пее. најдојде Вардар, ке ги дојде се, ме разбраш, ти ги пливаат, колку пати тоа сме го гледале. Да. Тоа е Таа трагедија. Пологот е вториот загадивач. Да. И ден денес. Да, Вардар престана у Скопје да биде, како се, и ние бегавме под скроз доле под Под Велес. под нема. Неготино. Не може да се да. Скроз доле како се вика каже вика да Пред Гевгелија некаде. пред Гевгелија горе Валан. Демиркапија. Демиркапија. Под Демиркапија бегавме. Од Демирка, од тунелите надоле. Од тунелите, Да. по-стариот пат, тунелскиот пат, Да, кој да, да, поменеш, надоле сме оделе. Исто на тоа Мушица што- воеше. Да. Мушица. Ја тога повеќе ја употребував блинкер, а овие беа повеќе на тапа. А тапашите? Тапачи. Пријатно. Другари беа сите тапаши. На пливка. На пливка. Види, На нема, пливка. добро, што ме толку малку имало мушичари во тој период. А имаш. И се намножија многу мушичари. Имаш ли некој фаворит вода што ти остана така во сеќавање? Слушај, ако целата работа е во стрплењето. По моје така е. Ако е доволно човек стрплив, Радика е безпрекорна. Безпрекорно. Тоа че фаворит вода ти е тоа Радик. Има многу одење, има многу шетање, од Јанче кога ќе се симнеш Так. надоле, А сега каква е Радика? Имаш сознание? па не е баш нај, али се уште постои добра риба. Има риба, а? Има риба. А што е уништува Радика? Имаш отприлика, вака што можеш? На Радик. Низ најлон ќе си фрлат њето, тоа. Значи, Ќе најдојде Радика, ќе ги повлече најлон ќе се, и кога ќе видиш на гранки некај што треба ти под Украс. гранка да фрлиш, Украс. таа обесена со 350 кеси. Имаш Да. некој капиталец Да, таму на Радика нешто? Не, да Радика излага, како се вика, најголем број, тоа не беше најголем проблем. Мали рибчиња искачаа. Многу мали. Значи, ќе фатиш 10 рибчиња, една дали ќе биде 18 сантима. Да. Така беше мерката тогаш 18 18 сантима беше. Од 18. Со се опашка. со опашка, да. А колку беа дозволени парчиња, како се Не, неограничено. неограничено? Неограничено. Во тоа време, Во а? тоа време неограничено. Беше забрането на жив мамец. Да, и сега. Да. И сега е Како забрането. сега. Мамец. Тоа беше забрането. И тоа е, разбираш, кога ќе начекаме, разбираш, некој дрво налегнато надолу, и ти пред дрвото да му го пуштиш, разбираш, да легне, не да вака да му шлапне, него настрана да му лезе. Накос.
тоа е мајсторија. Тоа е мајсторијата и тука ќе можеш да фатиш пари. Тука е мајсторијата. Тука е мајсторијата. Тука. Да, па реши да го направи како жаба со А капче. добро, дали е добро кога ќе остече водениот филм да го постигаш тоа, малку како да набаврува водата горе, тоа ја најше сум удари. Знаете, за пастрмката е најважно е Не, ова да клене, а да за кленот не е толку битно. За пастрмката е многу важно да се задржи мушицата на површина. Напаѓањето. Да паѓа, да не пропадне, да остане. Да. Бар 2-3 секунди да остане. Така. После нека пропаѓа, првите 2-3 секунди да биде горе. Затоа ја одмастуваш или одсушуваш. После затоа кој идеш назад, ме разбираш, таа се суши. Неколку пати може. Се суши, за да можеш да да биде сува да прие тоа. Тоа е за пастрмката. Сега тоа е, знаеш како ти е. Задоволството е, предпоставката е. Овде, на ова место, ако фрлам вака и вака, ме разбираш, имам шанса да уловам. И ако уловиш, ќе фати горе. Така. Епа тука е Техниката е значи адреналинот е тоа. А друго е, а закленот е да кажам, по-либерално е. Можеш да го фрлиш и вака и така. Затоа е како клен. И да сецкаш, како клен. и да сецкаш и да правиш, те знам. Кленот е, Да, поле е толку Значи која година кажавте се појавила и она Васеркугла, не Васеркугла, теги тоа како лове. 70-тите години се појави и Васеркугла. Ама лове со оние од капки очи. Од пластика бе Или имаше оригинал Васеркугла? оригинални, се појавија више гуловец дојде како се викат. Това се расшири, се расшири тој систем како спортски систем. Васеркуглата исто. И да ви кажам сега, не била овај риболов за сиромашни, Така. Овој риболов тражи со кола да иде, со ова, со она. Тоа време само фичовци имаше, што имаше бе кола. И сакам да ви кажам, побогатиот свет се занимавал со таква работа, да се разбереме сега, тие што имале поимочни. Така е било, да. Така. Па и сега е така, ја гледаме и крабџиеве, му треба 1000 евра. Ама што се кажеш, една опрема која е 2500 евра, една опрема со три трски да земеш. Да, И добра мушичарска трска сега е 1000 евра. Добро, може, со поскромно може да се најде до, да речеме, 100 евра добра. Да, ама Добра трска, ме разбираш. Квалитетот, ја гледам некој Така. што има правена поуше рачна изработка некој па со. Тоа е веќе вкус. Да си Мушичарење е кралица на сите спортови. Да, Тоа е точно. Тоа е точно и Пошто директен надпревар има. директен, да, ти се надпреваруваш со рибата. Контакт директен со риба. Да. Директен контакт. И право на ако друго. не го намокриш газот, немој да си мужичар. Нема така. Е така се извикаше на тоа време. Чичми имаше ли во тоа време? Немаше чизми. Немаше. И имав еден чичко, паланчанец беше тој, разбираш, работеше у градежна фирма Техника или не знам каде, ама Открива паланка. Открива паланка, од паланечките села. Мислам, не разбираш. Ги правија каналиве бетонски, ги наставува еден со друг, разбираш, низ Скопје, улициве. И тие чизми им следува, ама не работеа со чизми, разбираш. И му викаме, бе, чко гера, бе, а ведни чизми да земеш, бе. Ајке ти земам. И ми зема. Кој број стоја? Викам 41, носам ама еден, два броја појќе може да биде, затоа што вода, треба волнени чорапи, треба ова, треба 43 ке ти дадам. И ми донесе. Налет. Ти не знаеш бе тоа олово. Абе нема ти 200 метра дојдеш по вода и склапнуеш. Уморува, да. Негде 80-тите години се појавија више чизби овие, до овдека се кума, до овдека се пластика, до овдека врзани. И меѓутоа веќе ја бев у години не може више тоа да не влегуваш во вода. Па влегуваш во вода, топли води, чиња, радика да влезеш бе ладна. Така, радика е ладна. Ладна е веќе смрзнеш. Нема што. Како не. Некоја ситуација така, случка, нешто така поинтересно, убаво, опасно. Абе, како нема интересни случаи, многу има. Значи, седем рачиња со шурата. Он ке паќа на та, паѓа на мушица.
И едно време, разбираш, кога фрлам, да, ми се завиткам. Штапов викаме, жива гранка нема позади мене, кај закачим, кога гледам ластовица. И лета ластовица, лапнала мушицата и лета. Ај, шо правиме сега? Па еде, вамо, тамо, собирај, дојде тоа срцето и чукаше, знаеш како? Неверојатно нешто. Па да, се Тоа удицата има контра, да му се не види, не може да извадиме од клюнот. Два ја извадивме од клюнот и ја пуштивме, ко куршум сарета, и едно време се сети, се врати, направи круг околу мене Ве поздрав. и си отиде. Тоа е случка што ме фати. Ќе осте голем мерак е. И втората случај е првиот бојник што сум го фатил на Крива река. Аха, на Крива река. Над Сача, како што доаѓа од Кривилите рекава, Поздрав до прави Крива еден вир. река. Поздрав до Крива река. Ревир. И јас сум ја фрлил мушицава, а сум го зел малиот 5 години имаше. Сум му фрлил најлон конче на едно стапче, му ставив црно црче и викам фрлај со овај и беше фатил една кркушка локава и доаѓа со трската и со оваја до мене. И ја му викам, дедо, тето извади ми ја рибава. И ја оставив трскава да изведеме. Враќање назад да префрлам, бојник вулкав. Луѓе. Да не ти се верува дека има толкав бојник. Што правина? Мушицеве торија, виров уште врие унутра, му ја мрдала и тој се залепи. И тој ја Тој удрил. пропаднало на земја. Крапи имам удрено на стрежево, крапи. Абе, мушица на види се јаде и таа природна храна. Да, бе, да. Му прави провокација. Му прави. Така е, Што така е. игра најголема улога? Формата на мушицата, силуетата што е Силуетата. или оние грам бои, Силуета. А и бои, такви. колоритетите. Дури погрубо направена мушица Е по овие модерни мушици, таа секој влакно се гледа како е, што е, Па ево, моје мушици ме разбираш веројатно и кога ќе паднат у вода ми изгледа како мртва мушица што паднала, ме разбираш? И Кленов е луд. Да. Тоа е лапан, тоа е невидено. Да. Не, и да ги поздравиме, ние имаме едни најдобри мушичари правење за мушици, Андреја Урбан и Жена. Да, сум чул за нив, само јавише на сум светски години. правенства на Да, она тоа секоја четврта. занаетот више. И Керкичката, не знам колку има 14-15 години, мислам дека европски имаат они некои категории. Имаат само, категории, титули, точно. знаеш, да. А и босанците се страшни. И во Босна има доста. Луѓе, босанците Ја да се ви кажам, страшни. право се расправав пред 10 години со босанци, од кај потекнува мушичарењето, дали од Македонија или од Босна. Добро, они. И се докажуваме, пошто има некои книги во старите архиви, Да. таму, ама не дојдовме некаде да се испокаравме и толку заврши. Мушичарењето може во Македонија е постаро од ова ја што го кажав. Да, не, да, постара. Ова ја го кажувам како историјат, Да. како прво, да. да речеме, званично мушичарење во Македонија. Да, што си го Што доживеал. се го доживеа, да. Значи, Што сега веќе нема снимало никој да- клуб, Вардар клуб стоел, веќе тоа е организирано, разбираш. Така. Одма постепено. Ова се првите записи, значи уште пред 2000 и нешто години, Да. го поминувал тој низ ова област и прави, пишувал, и точно пишувал македонци. Има. Ловеле со Дело. со стап и со конјска грива правена на Да, де. конецот. И мушица црвена волница со не знам шо. И таа е првата мушица опишена и ти, значи, во секоја енциклопедија стои Македонија. Викам, Да, каде да. вие босанци, да ако беше Босна, ќе Не, беше Босна. зборам за денешно време, јас зборам. Не, разбирам. Вие зборам за сега. Значи, Овој наред прошлиот век. Да, значи у Вишеград, кога отидовме на одмор идевме со приколката и у Вишеград застанавме, врие риба у таа, како се вика, децава мали, имаше една пекара и земавме кифли. И ја вадење трската од на децава да им фатам рибче, да се радуваат. 2-3 години децава, 4. Бам, вањам и доаѓа еден полицаец. Добар дан, гледам скопска регистрација. Јел имаш ти дозвола? Не, бе, брека, каква дозвола, вика, само децава да ја порем. Ја враќам рибата, викам, Да ги израдуваш. кај ќе ја носам? Да. Да ги израдувам децата.
Каже, да, ово nije риба, каже, бойник, скобаљ. Да те упознам, каже, са еден човеком. И ја викам, ајде упознајме. Доđи, каже, едно пиво. Викам, не познам пиво, некима да пијам, ама ќе дојдам. Дојдав и ме упознам со еден, тука, негде околу 60 годишен човек. Вика, ово е најбољи мушичар за управљање мушица. И човекот извади оракол, да толкава голема, со разни врсти мушици, бога ми, врв. На тоа време, да. Врв. Тоа било негде околу 87-8 година. Имаше ли заштита чувари? Имаше ли тоаш по водине? Како не? Па тој казни имаше ли поголеми? Имаше ли како? се Имало и ред. Не сме да ти земе само трска, иначе казни имаше. Најголемата случка што ми се случила, јас не го кажав, Да, ќе ја кажам званично. На Пчиња, на Катлановска бања, карпата кај што прави круг. Да, точно. И пред него имаше едно Читачка. како островче, падната Пчиња доста, и јас сум седнал со трска, со мушичарка, фрлам у вирот. Да, на кај карпата. Го фрлам кај што има течение, да го нанесе на кај карпата. И тоа е не еднаш фрли, па уште еднаш, знаеш како ти е тоа. Неупорно. И едно време, ме разбираш, осетив нешто ми се движи позади мене, и ја, како што застана вака да се вртам, кој е? Ловочувар. Босанџерос. Абе, се следив. И како што викам, чекај да извадам трскава. Повлечување, ја не знам што чудо беше тоа. Прау! Трскава кршиње. На конецот влечам, донесов уприткото, се преврте, отиде. Кога му се свртев на овој бело, будало е. Абе, се идели на мушичар, викам, позади. Око ке ти извадам, нос ке ти извадам, зуб ке ти извадам, бе, човече. Не, Боже, да, може се деси. Научи еднашка, на мушичар, пошто веќе мушичари имаше доволно, на мушичари, ако фрла со десна рака, под прав агол од лева страна ќе му приидеш. Ако фрла со лева рака, од десна страна, под прав агол ќе му дојдеш. Никако позади. Да вие правила ги, нема да ги прочиташ, ова е искуство. Не, он и по тоа, дали ти веќе и предложи, да, има предлог негов, за да, како да има отидов обуки. во Вардар, не разбираш, имаше председател на време, секретар, што ја знам, и им го кажав ова, вика. Не може ловочувари необучени да пуштате на повреки. Значи, по него препорака да се веќе... И после тоа, цело време, кој идевме и по езерава, и што ја знам, и чанците има упутства, како да ти се добре за да провера дали имаш дозвола. Не сме да ти дојде кај што ловиш, мора од страна да ти дојде. Да, уловиштето не ти влада. И тоа се устали, како се вика, као едно правило, веројатно сега има и испит да полагаат за ловочувари. Да, сега има малце постигнат. Не верувам дека е тоа. Тоа беше диво. Ама тој бонтон, тоа го нема, има само видови на риби. Нема, ама јас мрзнав. Знаеш на човек да ми извади шоко? Да, може. Не дај Боже. А дали фрлаш нагоре низ река, уз река, попреку, па кај водиш мушицава? Тука се техниките. Техниките, ама никако позади тебе треба ловочувар да не. Ловочувар не, него вие што практикувате. Нагоре за мушица, за пастрамка, надолу. Абе летно време попчиња се бањаат, ја мораш до 4 очи да отвориш, бе човече. Да не закачиш некој да не му фрли. Немајте така. Во врату. Чења ја упропастија со вадењето на песокот од Коњари, направија езеро. Сепарациите се, да. И од тога и ти мрестот им го ништо. Не знам, ја гледам се жалат многу ривари, вика, понени сметат толку сепарациите како ладнава вода од козја. Има го тоа, може да има вистина? Не верувам. Не верувам. Не верувам. Така некако ги слушам, вика, знае некој да не јаде и на матна вода. Целата работа е кислородот. Кислородниот, да. Целата работа е кислородот. А дали може да униште? Кога се движи вода, има кислород, ме разбираш, и рибата е пргава. Активна е. Активна. Уште јаче вода вештачки направена. Да, не е. И водостојот. Можно, како што кажува, како што слушам сега ова, пошто снимам по терени, невамо таму, дека матката кога се заглавила, кога истекла таа тињата,
Од тогаш е Вардар уништен и дното и Не. е смената цела конфигурација на терен. Има ли Тоа има, да, али не влијае тоа со колку години помина од поплавата, бе човече, 62 година. До сега тоа е изчистено све. Не, постет не знам пред колку години беше овде кога се загуби матка па истече. Абе добро, тоа го пуштија тунелот, дрва беше, дрва имаше некој. Да. Од тогаш кажува дека веќе се смени све и други трени. Козјак исто има малку влијание ради водостојот. Козјак вика дека ладна вода, дојде ладна вода, нече така викаат рибарине сега. Не, зашто така зборите? Од Козјак ладната вода после иде во второто езеро, како се вика, Света Петка. Света Петка. А на Света Петка е забранет риболов. Да, забрано. Затоа што може камен да те удри од Не можете да ти падне. Има огромна капитација, мислам. така, а тамо има и ти дека дојде до овдека, Не, така. добро, претпоставки и може има влијание некој, Ако не али ловиш риба, нешто ти смета. Дали вода, Абе, знаеш како викаат старите? Манер, као мене стрико, Да. например, Јас сам сум ја ги слушал манер. старите вика една вода 10 камчиња ако пројде можеш да ја пиеш. Значи проточните води се чистат. На раѓавата јадица да измета вика иглата, на раѓавата јадица. Така. Ева добро. Дали Како некој е? наследо фамилија или одеше со вас по риба? Не, не пројавија интерес ни децата, ни внуците. Никој, Повеќе со другар ми Глишо идеме, он е тапаџија, али е специјалист за бојник и моментално иде само на уливот на треска во Козјак и иде на клен. И го фаќа само со цречна, вишња, Дудинки. не, дудинка не, Не, ова, само вишња. на црвено. А, Само на црвено. На И дрен- вади. И Дренка највеќе. Он ги собира дренките и ги чува у фриждер, после си ги носи. И до сега едно 10 на 15 пати ме има викнато на Клен. на клен, ама како шарен, како пијан шарен, ја го правам. Со Макдоналдс. Тоа е добро. Жена му не знаела, дојде и ти знаеш, Некој навистина ја го правам тоа. Некој твој специјалитет така. Да, тој е тој. Пијан клен. Пијан клен. Пијан клен, да. Да. Македонски пијан клен, да. Пијан клен. Иначе пијан шаран дома го правиме Јекнеш со ја шаран. едно Пијан крап. димен клен, пушен клен, Да. Да. видено нешто. Па не, па тој голем клен на 2 Па тој кила, отворен, испушен, абе шо не види. И што тоа го гледаат на сега на Discovery како се викаат у Ајаска горе. Фаќаат риби, не е важно која риба ја фатиш, важно дрвото е важно за пушењето, иначе не е важно. Да добие мирис. Стај го, обеси го, ке си суши и така е. А на езеро си ловил со чамец нешто вака? Не, многу ретко. Многу ретко. На езеро сме бриле, знаеш како, на езеро, у Охрид ќе отидеш, и повеќе идевме во градиште, и братучет ми Равњашки, по-добро да го прости, он беше редактор на музичката еписија, а ја дека со музиката, со џамбазов бевме многу големи пријатели, ме разбираш. Игорче ми беше Скут, ме разбираш, заедно, како се вика. И да ви кажам приказ да се со нив. А и оваа приказа да кажеме. Братучет ми фатил, ми чува место за приколката. Ми се јавува дома, тргнујте Во Охрид. во Охрид, во градиште. Ние доаѓаме и тој да препоручекта, тој не прочека, вамо, тамо. Наместивме приколкава, децава ги сместивме, мали деца, 3-4 години, 5-6. И седно е, и му викам, бабе, чики, црви имате? Не бе, вика, неаме црви, а баш ми сакавме утре да одиме. И како Господ што ме оставил, савајле да се будам ја у 5 сат, рано, идам, ги гледам поредени. Од кај најдон црви пичка има ичена, викам се. Идам се шетам и имаше едно дрво големо, сокрив зад него, рибари будали и сокрис. Вика се свакам на бедат, жив човек нема на плажа. Па ја, рибари будали. И во тоа време, Ачо Снагата, Бог да го прости, иде и ми вика, бе, Дзака, што ги зезаш, бе, вика?
Абе, мајко ми вика, сине, кога ги прашував дали има црви, ми вика, нема црви, нема да идеме на рибола, гледа ги се наредили. А се наредили сите, да. Ела, бе, вика, вака, не ти треба црви. Не ти го вика на Анче татко и вика Прличко. Земи тоникум. Разбираш, му забранува да пие, вика. Земи, вика, тоникум, седни у чамецов мој, едно весло има, допливе него, врзи се за него и потражи му црни црви. Па викам, нема да ми дае. У замена. У Ке компензација. прашувам нешто. У компензација. Ја, дага, се врзав до него. И му викам, добре бе Прличко, не знаеше мене. Реко не. Си дошол на риба, дамар со курото и раце сум му викам. Добро да рече, ке ти дадам црви, а ти имаш нешто да ми даеш? Ще имам нешто да ти дадам. И го вадам тоником. Голем другар си. И пола кутија ми даде. Фаќавме што фаќавме. Рибарска компензација. Вечерта имало роден ден на Игор. И се припремаат децата приредба. Приредба да правда. А Анче, Бог да ја прости, како се вика, риба треба да донесеме ние, за да може да се испражи риба, мезе и ракија да се пие вечерта за возрастните. Роден ден. За роден ден. Се враќаме ние, разбираш како се вика, со, да речеме, 13 рибчиња. Нема Нема ли Она гледа и вика, кој ќе ве вида 20 чамци, вика, и со толку малку риба, косава ми се дига. И му вика на татко, вика, дај ми, вика, трската, од брег тука седе. Фрлање, разбираш како се вика, баб. Тврдање, баб, за пола сат, жената направи риби, ние се тепавме цел ден, цело сабајле. Може и вас чишево мале не било. Не виде на работа, бе. Да, многу добар риболовец беше Анче. Убави случаи. Игор Джамбазов има една песма Еј рибари и будали, што ние ја правиме некош као хит. Така. Тоа е негов текст, Аванчо Петрушевски, Гоце Тодоровски И го Гоце испеа. Знам, И така да затоа И па со тој музички свет сум живеел и ја, но та младост така помина. така Заедно со, да. убаво време беше. Да. Дали се разликува тогаш ноќниот живот сега? Се разликува? Пази, како А и мислам и групите, Не, свирките. знаете што сега, ја мислам дека модернизацијата со телекомуникацијските системи Да, ја изврти целата работа. Така е, така. Проблем. Сега, внуков не може да го натерам, разбираш како се вика, Значи, да се интернет. откачи од телефон. Да. Значи интернетот е И интернетот Да. направи све. Еве сега се прави Сега е. муабет, се прави муабет сега, разбираш, и Франција да се исклучи некои програми. обачно Да се забранат. вештачка интелигенција, па и TikTok Да, и да, некои да. мрежи да. Веќе почнува светот да Претера. реагира. Да, не забегуваме веќе. Ај па ние старите може, ама младиве веќе. Па полесно му е да лови. Фаќаат, примаат секој ден знаеш ново Виртуално. Да, нешто. многу информации примат, ама примат лоши информации. Да, па не бе, гледам. Не бе, у Вештачкава Хрватска убиства, интелигенција, у Америка да не зборам, Да. деца што прават. Порано не може да дознеш и да се случило, не може да дознеш, може да дознеш, а сега од секој секунда Ама- добиваш информации и то лоши, не Ама лоши. како да ти кажам, дома имам виолина, имам гитара, имам контрабас. Девојчето има внуката има многу убав глас. Ги терам со сила, ајде бе, зајбете вика ова, зајбете ова. Остај тоа, еве седни, у школа, у хор запиши се. Убав глас имаш. Да, Учете, неќа. Неќа. Чудна работа. Чудна работа. Па полесно му е виртуелно. А ние сме да игра. имале занимат. Пазите сега, ја на факултет сум. Татко ми умре 74-та година. Ова е 64-та година. Значи, од 64-та година, ја втора година факултет, ја немаше како да се префрли пензијата од татко ми на мајка ми, мене, домаќинка. 6-7 месеца трае таа процедура, разбираш. Што ќе правиме? И татко ми уште немаше наполните 40 дена, јас седнав за нова година свирев у кафана у Метропол. Да, ради Па, преживување. тоа беа Екзистенција. многу беа, како да кажам, честни луѓето.
се погоди управник на Метропол, беше еден чаирчанец, кој што со татко ми и со фамилијава се знае. Тој знае. И ме препозна. Ти на Аритона си? Да, викам на Аритона си. Шо така, вака и вака. Бог да опрости, татко ти рече, разбрав, не бев на погреб, 350 души имаше на погреб кај татко. Еснав, Еснав. Па еснавски човек од Чаршија. И викам, вака и вака ни е работа, викам, пензија нема, сега мора ја, викам, чекај сега, за нова година ќе направам ја посебно плаќање. И одма на нова година свиревме 3 вечери, и одма парите ми ги дадоа, и со тие пари, после тоа на крајот на јануар месец, земавме редовна плата. Ме разбираш, тоа е преку удружење на музичари беше, не е тоа диво, како сега што е. Така. Ти мора да бидеш членарина да платиш. Да. Сега свират И се. кај ќе ти кажат да свириш, таму ќе свириш. Да, Нема ја ќе идам од маса на маса. Мора да има бина, мора да има све. Пристап не може да биде до музичарите. Да, и до тие што се... Ако има некоја желба, ме разбираш, напише на салфета и келнерот ќе донесе, ќе ни ја донесе. Ние у програмот Да, ќе убациме. Ќе се свртиме кај него, ќе му се поклониме да му исполниме желбата. Така. Ние свиревме на забавна музика. Тоа беше модерно, италијанска музика, како се вика, Сан Ремо, нашиве фестивали, Опатија, лево, десно, така. Тоа се слушаше? Тоа се слушаше, тоа беше тоа. Време. Београдско пролече. Тие времења, види сега све се утопира на млади. Да, има малку проблем. Влегува некој џавол, црнчавол, знаеш, меѓу млади. Може би и ние грешиме, може би е разлика во генерација, не може ги сватиме, ама по нас, јадам не иде на уво не иде, што вика. Па се уште вештарска интелигенција ова. Сите луѓе, сите ние што дел сме фатиле од социјализмот, кој како сака ни ga каже, Така. ме разбираш? Мислам дека почовечки се однесуваат него младиве генерации. Имаше и другарство, имаше и есна Абе ти, почитување, родител, децава, у нашава наставник, улица, децава, мој две нема другарчиња со кого да поиграат. Празна е улицата. Да. Се дешава дома седат на компјутери, Ма не бе, не. Све е тоа одселено, отидено утре Да, џавол. има и такви работи. Оцелувањето, да, и тоа е доста сега... Или купуе лестани, сега вамо треба да плаќат дебели пари за струја, таму има парно грење, се преселил и како? Тренд, стана тренд И- оцелувањето. Издава сега, како се вика, Објектите, да, становите. објекти, кафани, мафани, и тоа е тоа. Добро, кај тебе тука кај што живееш, тоа е Многу. така боемско Да, место е. малци има ексклузивитет, да, е сигурно, да, точно е тоа, точно. И така и музиката што си ја свирили, таа била баш современа, значи така. Да, јас, добро, ние свиревме специфична музика, джез свиревме, исклучиво, и снимките што ги направивме за радио Дали имате Скопје. нешто снимено, не? Да, Да. пола саат имаме снимено, 7 композиции, и до тоа време најслушани композиции од джезот, што се разбираат луѓето од джезот, така да имавме полагање, значи ќе снимивме у Радио Скопје, бараките, знаеш како беше Радио Скопје, кај беше? Не, добро, не На добро. мостот на Вардар, Добро. и од кај лепотицата што е, бараките нали имаше барки, таму беше Радио Скопје. Да. Таму беше снимање, све Се таму било. Све беше таму. И 68 година тоа беше. И Шпато Џамбазов и не знам кој беше третиот у комисија. Да, комисија, да не може да... Дали снимците заслужаваат да бидат пуштени на Аудиција. радио? Да, на јавност. Аудиција, значи. Не е аудиција, ние снимени. А снимено е. Снимено е, ние ги снимивме 3-4 дена. Комисија. Затоа ова све ми е познато ова што сте што го правевте овдека. Само микрофони. Тоа еден потрошивме само да ги наместат микрофоните. Да, има припреми. Тоа е прв пат донесува двоканален магнетофон. И басот идеше само на едниот канал, а бубњевите и клавирот на На другиот другиот канал. канал. И се заврши тоа како се, и после имаше дискусија со нас, Може и ли? ги прифатија, И ги пуштија. и ги пуштија на Радио Скопје, и ги продадоа после, авторски права земавме. Од Белград, од Ју- Нови Сад, Загреб, Љубљана, Сараево,
Banja Luka. Значи, може се најдат сега и да се слушнат тие на Да. Дали може да ги слушнат? На YouTube веројатно ги има, пошто се заштитени, вие видите. На YouTube не се постои, треба ни ја да ги поставам на YouTube. Меѓутоа имаме ограничување. Сите права што произлегуваат од снимците ги владее, како се вика, Радио Скопје. Сега ја треба да добијам дозвола од Радио Скопје, за да може ги направам. Ја го имам CD, на мене кај имам CD и све. Радио Скопје не знам да колку пошто тука е многу измешано, ама тоа вие музичарите мора да гледате. Ја гледам на македонска на музика се појавуваат заштитници, фирма од Виена, фирма од овамо, фирма. Све се чува Радио Скопје. Слушайте што ви Викаш дека се чува. Све се чува. Не е уништена архива? Не, Радио Скопје све чува. Се чува. И сега да ви кажам шифрата која, да отидете, ќе го добиете. Па добро, ако е така, дека се шират гласови, уништена архивата, уништени песни, Не, повеќе ТВ програмите таму се уништени. Радиото не. Сега брзо разбираш. Добро, ако е така. Има, пошто ја слушам... Во книгата на Шпато, за монографијата на Шпато, не го има Скопско джез трио, затоа што Скопското джез трио е формирано 1965 година, 68 се завршени, 69 завршивме затоа што ја идев у војска, па после идеше Јове у војска Губуњарот, па после Илчо идеше у војска, 3 години да не свириш джез, готово. Заборавај се. И тога се да плачека, се разделивме така. Тоа е тоа. Иначе, после тоа не прво една среда на Балканот, прво джез трио, што се осмелило у комунизам да свири джез музик. И да сними плюс. И тоа да сними. Музичка програма. Така. Тоа е. После се појави джез триото од Белград Витас, а модерниот джез квартет од Загреб постоеше тоа. Со Силви Глојнарич и така натака. Така да тоа е друга историја. Да. Да се вратиме малку имаше врска малку меѓу риболовот и джезот нешто. Да имавме тога модерни слушалици да си ставаме. Би уживал, да ти кажам отворено. Джез е риболов. Да, кај мене радиото и во кола и дома се е пуштено на Джез FM 108 и само джез слушам дома. Не викам дека не ја сакам народната музика, не е тоа, разбираш, али цеца не ја сакам, што да ви кажам. Така. Сакам да го прашам, уште нешто сакам да го прашам, кога одиш на риболов, носиш повеќе нешто опрема или само една трска, само едно вакво? Значи, како ти е еден прибор на приборот е од плетена, како се вика, корпа, преку рамо, со сиска за да стиснеш да се отвори, без федер. Добро, значи само со рака ја отвораш, ставаш рибата и ја затвораш. Това носам со себе. Имам една, како се вика, кепче. Кепче со кратка рачка. Од Кина ми го донесува, кој се собира као пенкало, ме разбираш? Така, малечка. Малечко. И на него има, како се вика, врвка за кајшк. Да, као за качалка, за кајшк. И обично кога е поголема риба, отворам тоа, а иначе малите риби нема потреба од тоа. Тоа носам на ранчето, покрај вода и други работи, носам резерва. Мене ме мрзи, разбира, сега ќе скинам негде, сега ај наново таму да врзувам. Така, си носиш сетови на картонче замотено со се удици. Како системче направено. Со системче. Што е сега штосот? Штосот, првите неколку риби што ќе ги фатам, ги гледам на која мушица се фатени. Од јас сам 3 различни мушици. Така. И ако случајно гледам, разбираш, дека сите 3 риби се фатени на таа мушица, од картон си го вадам картончето и вадам цела нова, ова кинам, го замотам, ставам назад, ова го монтирам и продолжувам. Происет со исти мушици. Со 3 исти мушици. А рибите ги чуваш во слама нешто, како тоа што имаш во торбата? Или чисто само во торбата? Не, од торбата, од време на време до ја квасиш. Па не. Тие плетени врати. Тие се плетени, стаеш пунат со вода, ме разбираш, и кога негде ќе застанеш подолго време
на едно место дава, пушташ, да речеме, да. тоа е доле, ме разбираш. Тоа е така. А од риболовни стапови Не, само еден, еден, да. само еден стап. Се, Не, тој што мужичар не може да носи друга Така, оprema, нема така, шанси. добро, заради резерва, Па мислам, нема да заради не може. Сега, како каже, у Коњари ке се Да. симнам со автобус, И одиш долго. одам у Катланово излагам. До колку километри, 10 километри одиш? Хај, 7-8 километри има. Така. Е, сега кога го направија тоа езерото, сега не више не може ни да одиш, човек. Не, има проблем. нема сега проблем. Скоба пескарите. И упропастија движењето на рибата. Така. Па не, и тоа и мрестот го пропастува. И сега многу помалку риба има сега у Пчиња. Пчиња има повеќе риба сега према уливот на вако на Вардар, у Вардар. Да, долниот дел кај што. Тоа сам таму. Нема, нагоре оној војник, кај што се кажуваш ти према Паланка, оној војник, тој дел према Драгоманце натака, нема риба. А од Србија? Не знам зошто. Па зато езерото го направија горе. Да. Абе горе има езеро, како си го Прокопчевски? Знам, Хе, мртво е. готово. Мртво Е, има рибчиња во Цацки. Ние имаме викендите таму војник, брат ми е сега, тој Каде у Војник? војник, да, лево тука. Е, па- Имаше риба, нешколку Е, риба. па, Тетинов, што го спомнав сега, у Војник е роден. Да. Стојан Ангеловски. Тука. А од Србија? Нешто да ни кажеш за младиве, што ќе ги препорачаш? Така. Нешто Знаете убаво, што, убаво. единствено сега е, ако може да ги возбудите со некој си чамец, за така да ги однесете за да го обдрезат. Внуков сега гледам, пошто купив син ми чанец, има некој станче таму у Агијатријада, и со чамецот го носиме со нас. И има мерак. Има мерак. Ама не е тој мерак како ние што сме го имале со волја да направиш ова, да направиш ова, да направиш ова, да се спремиш. Како да е последно. Абе, седнеш недела дена се спремаш да ќе одиш на риба. Тоа е адхок ситуација. Идеме на риба, идеме. И татко му и дедо му ќе наместа све што треба да фаќа и тој Само да цапари ќе прави со тоа Да. мушичките и искача таму. И бела риба искача и како се вика скуша. И Во тоа. тој период дали постоја некој надпревари за мушица, нешто така имаше или Не, немаш? не. Немаш, во Македонија. Некој ако им покажав начинот на тренирање за мушица, Да. ме разбираш? Тоа, знаеш како ти е, тоа е терен. Мора да има ливада. Ливадава треба да биде искосена. Па да ги обеле со камчиња да направиш кругови. Така. Па у центарот да ставиш Мети, центар. Да, мети. Па на колку метра, не разбираш, на 8 метра, на 12 метра, на 16 метра. Со- И сега ти треба после- седнеш, да, вежбањето е тоа. Прво го вежбаш на Колку може да извршиш вака, имаш пробам? до 25 метра, не може поќе. Значи цел шнур скоро. Што бе Не, 27 метра? добро, шнурот е повеќе. А? Повеќе е шнурот. 25 ба добро. И прво мушица не да падне. Да, ама бираш и мушица што ќе ставиш да врвот. Не може да ставиш 16 кудица па да врвиш. Така. Нема шанси тоа. Да, Не мора- може 10 или 8 мушица каде на врвот мора да стави. Тоа е Меѓутоа не е тоа толку важно. На 8 метра треба тап и баб да го погодиш центарот. Одма продолжаваш далje, вадиш, баб, вториот центар. Како изгледа? Третиот центар. Не, па не далечина, ама дали ти имаш пребана колку можеш максимум да испрвиш? Нема, од 25 до метра не во вода сум, не е насувано, па што не е исто од вода. од 25 метра не сум фрлил повеќе. Тоа е рекорд кога сум бил млад. Сега на овие години нема шанси тоа. Не. Не. Тоа сега разбираш, прво не можам стоја. Така, тој степен не може да стои. Јас на Треска, кога отидовме на уливот на Треска, јас со столица отидов и од столица фрлав. И Добро. пафати плен. Те сака риба. Па рибата те памти од млади дела. Нема врска, разбираш, али тоа годините си го прават своето. И кондиционо, и ногите болат, нема шанси. И кичма те боли, све те боли. Реума, Нема, до 81 година не може да биде арно. нема. Така потешко е. И затоа викам, а тоа има 100%, како се вика, погазен на пчињани јади се газели, со патики, стари патики, што е. Да, Топла е реци. водата, затоа. На ладна вода тоа нема шанси. Одма ревмата. Дали паѓа. зимно време може да се лови со мушица? Или тешко. Не, Само со нифа не, нека до- тешко. До октомври месец, да. До октомври толку.
И втора работа е многу проблематично е. Се измени времето. Ние тоа не беше толку жешко како сега што доаѓа 40-ка. Беше 30, 34, како сега што е времето. И немаше ветришта. Сега има ветришта. Бе. Сега кај да отидеш, ти гледаш на тоа, тоа добро е. Отидеш таму, ево до Иран отиде. Да, може да до Иран. не време, да. Ако сфати ветер, рачуне 3 или 7 дена ќе дува. Да, има Да нема шанс. сменете климата. На Дојран, разбираш, со мушица сум фатил, како се вика, костреш. Друго нема. Не сум фатил. Збој само за Дојран. Само Дојран, да, само костреш. На мушица и на влечење. Ке го фрлиш, разбираш, и так, гледаш, да му мрда, лево, десно, лево. Што е разликата на река измеѓу река и езеро? Мора да влечеш. Мора да ја движиш. Мора да го влечеш, ти го да повлечеш и да го цимнеш. Правиш движење, да. Ова да иде вака. Природни, да. Ме разбираш, мушицата така треба да иде, у вода. Да. Затоа што потезот на мрдањето кострешот тогаш напаѓа. Тогаш напаѓа. Тоа е. Да, таму нема клен. А клен се фаќа, многу лесно се фаќа со мушица клен на тополите на Козјак, кај што повеќе плиткото тополите кај што почнува. Сега таму е уливот фактички. Да, топола, кај тие тополата. од водата излагаат суви тополи. Да, да. Тука. Тој. Тука со чамец промашај нема. Нема. За 2 сата правиш 3 кила риба и се враќаш за дома. Да, Тогаш имаше каде ве праша ограничување на риба колку доловиш, немаше. Немаше нема. никогаш. Само Никогаш. големината, Никогаш, големината. никогаш. Само големина. А просечна цена на дозволата како сега некаде поскапи, поевтини, не се сеќаваш. Затоа што ја кажав. Да, Ја тато добиов сметководство. со тетин ми си добиов како се Да, вика. тие слободни карти. Слободна карта, Ради знаеш. тоа што си соработил, ти дадоа некои поклони. На Благодарам. Пазар, бистро. Еве ги може да ги видиш. Многу сум почестен. Има некои вовлечења. Добре. Лептови ги спремил. Браво. Лептовите чисто Браво. чисто не е нешто. Со задоволство на море ќе ги пробам сега. Ова ќе Да. ги пробам. Тоа да го пробаш. Да, Перо Бистро не е наш помагател. Браво, многу поздрав до него. Бистро поздрав. Перо, бистро, акција, само акција. Што повеќе луѓето да се запознати, да влезат во риболовот, Лепсо, младите, Имав една да ги извадиме од техниката на мобилните, да дојдат малце на риболов. Бога ми. Сега повеќе играат на апликација Благодарам риболов. многу. Еве ги појде. Благодарам многу. Многу сум почестен со ова. Ќе ми биде убаво спомен. Па ќе видиме ни мушици, па како ќе имаме, па Не. ќе се дружиме. Некој на Не, терен, на со- терен се терен, даде но- Господ здравје сега. Здравје прво да даде. На терен, да. Сега знаеме кај доаѓаме на регистрација. Така. Ќе доаѓам и ја. Они доаѓаат и кај нас на регистрација за автомобилот, доаѓа со синот. Значи, господинот, што јас сум Геле, Ангел Иванов Геле, баба, риболов, доста години, од детство се бавам со риболовот, интересни дисциплини се, голема жалба, голем поздрав, господинот е Ѓорги Заев, исто стар, возрастен, мушичар, со години ловел, ни долови еден период од неговото детство до сам период на сега веќе ние влагаме како помлада генерација, али неговата филозофија беше дека спортот е најбитен и риболовот е најбитен. Се повеќе да ги влесе младите во тој негов стил Точно. на риболов. Тачно. Тоа е неговата желба и да одиме се подобро дека он доживел некои убави моменти, убав живот во риболовот, убав да се влеземе и ние младите во Да ги самиот чуваме риболов. реките. Ревирите, реките и така натака. Реките да ги Се чуваме. повеќе и така останува да го видиме и господин Радован. Ништо ја само. И радо, да. Беше Со- голема чест и задоволство што ве слушат, Па- па ова ќе остане историја, ова вашето Верувам. издржување и бистро до сите рибари, кај да сте и до Перо Бистро. Абе, без Кумановец ништо не биваме. Али сите тројца имаме некој Да, да. Имаме живче, не знам. Поттекло Живка Кубанов. Кумановска имаме. Да. Така е. И до тука почнува се. Да сме живи и здрави сам. Да, живи и здрави, Бистро. Бистро.